Политичките партии преговараат за измените на изборниот законник и за воведување на една изборна единица, изјави денеска министерот за правда Игор Филков. Прашањето стана актуелно пред околу 2 недели, но до одржувањето на локалните избори има околу 4 месеци, односно се закажани за октомври годинава. Со една изборна единица поголема шанса би им се дала на независните кандидати и на помалите партии. Преговорите се во тек, но не ги водиме ние, се водат помеѓу сите политички чинители. Така да ние само сме дел од тие преговори. Јас можам да ви кажам дека во делот на Министерството за правда, она што претходно го нагласив, дека сме спремни и дека се вградени препораките на ОДИХР, но за ова би сакал да говорам во следната прилика наредна недела. Филков денеска на пресконференцијата во својство на председавач со Централниот одбор на ЗНАМ додаде дека силно се залагаат за одвојување на партијата од државата и се спремни уште утре да има избори со било каков модел. Премиерот Христијан Мицкоски неодамна изјави дека за ВМРО ДПМН е прифатливо да има една изборна единица, но само со можност да гласа и диаспората. Тој смета дека има доволно време за подготовки до следните парламентарни избори. Пратеникот на ВМРО ДПМН е Бране Петрушевски денеска го повтори ставот на Мицкоски. ВМРО ДПМН излезе со јасен став, тоа е ставот на председателот Христијан Мицкоски, кој што на седница на собрание пред сите пратеници од сите политички партии повика да изгласаме измени на изборниот законник и да воведеме една изборна единица, со тоа што во неа ќе бидат опфатени и нашите државјани кои што се од диаспората. Понудата, предлогот е ставен на маса, очекуваме поддршка од сите политички партии. Не сакаме да ги правиме грешките кои што ги правеше СДСМ во минатото, кога во 5 до 12 ги менуваше изборните правила. Сакаме измените на изборниот законник да бидат донесени со консензус на сите политички партии во Република Македонија. Лидерот на СДСМ Венко Филипчи изрази подготвеност за разговори за една изборна единица, вклучително и прашање за цензусот како и за отворени листи, и од ДУИ се согласни за промена на изборниот модел. Председателот на движењето БЕС и тетовскиот градоначалник Билјалка Сами смета дека е комплексно прашањето дали при парламентарни избори треба да има една наместо 6 изборни единици и дека за тоа ќе изградат заеднички став во коалицијата вреди. На секоја промена на изборниот законник според него треба да се пази да нема етнички репрекусии. Против засега е само Алијансата за албанците на Зијадин Села. Демократскиот сојуз и ЛДП пред некој ден излегоа со своји иницијативи за измена на изборниот законник со фокус на воведување на една изборна единица. Филков на пресконференцијата во однос на локалните избори информираше и дека кандидат за градоначалник на Куманово на ЗНАМ ќе биде лидерот на движењето Максим Димитриевски, кој ќе се бори за уште еден мандат. Преговорите со ВМРО ДПМН според него за заеднички кандидати се во тек и најверојатно ќе имаат најмалку едно градоначалничко место во Скопје и евентуално уште некое во државата. Петрушевски пак изјави дека ВМРО ДПМН е во постојана комуникација со коалиционите партнери и дека се уште вршат анализи за потенцијалните кандидати кои ќе бидат потврдени на седница на извршен комитет на партијата, а евентуалните имиња ќе бидат познати наредниот месец.